Ти реков? Ми рече. Ти реков? Ми рече. Како што можете да забележите, не седам јас на моето водителско место, затоа што баш ми е чест што седи Снежа Велков, една од моите помилени водителки. Во Ти реков ми рече повтор па да мала аплаудов Снежа Велков, денес ќе зборуваме за многу интересни теми. Снежа, добре дојде. Што, минатиот пат кога бев, ми рече, јас сум неговата најомилена водителка. Сега ми рече одеднам поомилените, значи следниот пат ќе биде една водителка. Сега, што ме направивте мене Снежа како се? Само констатација давам. Добро, како се? Одлично, ти благодарам на поканата повтор пат. Така, повтор пат во оваа епизода е човекот кој што направи бум со сите изјави кај нас во емисија, еден од моите омилени Фала ви. Како се, Марче? Одлично. Ќе правиме шоу денес? Ќе правиме. Расположени сме. Ќе пробаме, да. По прв пат во Ти реков ми рече девојка која просто ја сега може безобразно да кажем ја пратам од мално с огледа тоа дека сум навистина 21 година стварно те знам од мал и навистина си ми идол и контроверзна пејачка во секој случај. Така ли е, Сања Барби е со нас? Сања, како си? Добро сум, супер, фала на поканата. Прашите ме мене како си? Како си? Јас сум супер, денеска е како чуден ден, се како во брзање, но се надевам дека ќе направиме одлична емисија. Стежа сте најаве видено од кај тебе како поминовме. Одлично, Да. одлично си покажа гледаноста, си покажа коментарите, си покажа резултатот после тоа што се случуваше, така и свеки. Одлично, со оглед на тоа дека и двајца сте водители, би сакал на почетокот со малце со вас да зборам за одредени теми, да видиме кои се вашите ставови за тие теми. Како јавна личност, дали е нормално да се соочувате со трачеви? Марче? Да, мислам дека е нормално да се соочува со трачеви, дека нели составен дел се од сега. Тоа што го промовираш, да кажам, во поднаводници, живееш јавен живот, ама па и не за секого зависи колку ќе им дадеш простор нели за трачеви. Ако оставиш многу простор, мислам ќе има трачеви, ако играш така. А ако не ќе нема или ќе бидат многу помалци. Снежа? Да, мислам дека самите ние сме оние кои што предизвикуваме да се создаваат трачеви, значи како ќе играш, така ќе се однесуваат и новинарите, односно ако им дадеш материјал, во тој случај ќе има што да зборуваат, ако не им даваш материјал, нема, а јас сум малку скржава во давање материјал, така да. Ја не би рекол дека ти си скржава, јас мислам дека ти им даваш одличен материјал на новинарите да Јас пишуваат. лично како Снежа Велков, Не, во твојата емисија, мислам. во емисијата тоа е сосема друго, меѓутоа лично за себе мислам дека сум многу скржава и многу си го почитувам тоа и ќе се држам до тоа. Сања, дали е тоа добро? Ти што мислиш? Па Што е добро, скржава? да, кај нас е страдата и ние некогаш и самите си ги правиме трачевите. Новинарите ни ги прават, но меѓутоа кај нас е и во добро во наша полза е, дали е лошо или добро. Кај нас поминува трачеви. Составен дел од шоу бизнисот е и трачевите. Сега пак е како што реков мене, самиот одлучуваш во поголемиот дел од Да. ситуацијата. Колку Што ќе им ќе дозволиш? понуди сега, по некој се случуваат работи кои што ги избегаат од контрола и тоа е тоа. Не знам како да кажам, ама. Снежа, со оглед твојата емисија гостувале навистина многу луѓе, имало и драма и така натака. Дали мислиш дека јавната драма е неопходен фактор за да се успее во шоу бизнисот? За да се успее не, меѓутоа за да се привлече внимание, да. А денес тоа е битно, нели, во секој случај? Зависи што сакаш и колку сакаш долго да траеш, затоа што долготрајноста не зависи од тоа колку скандали ќе предизвикаш, бидејќи со твоите скандали, односно ако почесто правиш скандали, во тој случај ако во една емисија немаш скандал, ќе значи дека си избегал од онаа линија која што веќе си ја поставил зацртана, зацртан пат, меѓутоа не можеш секогаш да бидеш скандалозен и заради тоа сметам дека за да опстоиш на сцената е важно да имаш содржина, односно нешто кое што ќе привлекува внимание, а не мора да е скандалозно. Апсолутно си во право. Сања, ти сама ли си ги прави скандалите или па новинарите ти ги прават? Па најчесто новинарите кај нас. Зошто баш тебе те одбра? Па не знам, валјда си милена. Како е? Добро, некогаш и едноставно гравитираат околу. Не е вака, Марче, некогаш и јас им давам повод. Пушка водичка, добро. Да. Еве пример за време на короната им дадов голем повод со песната Секс. Ковид и секс, да. Да. И така да имаше тогаш за што да се пишува, како меѓутоа како созревам како годинките нели како постанувам повозрасна, така повеќе ми сметат скандалите и така повеќе се повлечувам од тие работи. И така да еве сега покушувам да бидам Се повлечуваш или се повлекуваш? Се повлекувам од тие скандали.
пример, не би направила повторно таква песна. Зашто да се Затоа сега почнав малце македонско да пеам, да негова македонска Добро, музика, радост, македонска да, песна. Не, созреваме, нели, да. И покрај тоа што е Па, што сега ние ми е- се занимаваме со јавна професија, сакам да кажам, значи ние како новинари, односно како водители и пејачи, значи различен е пристапот кон јавната сцена, односно во однос на тоа дали треба да има скандал или не треба да има скандал. Ние како новинари може сме креатори на оние На приказни скандалот. и тоа ни е наша цел, нели, за да ги направиме и нив нели да излезат на површината. Од друга страна, ја ако бидам поскандалозна од пејачката, мислам дека не е Да, добро. Ќе ти биде уште Да. погледана емисијата. Не, Ама не. зависи, може Ама да не на биде, долги, да. на долги стази не. Например, ако седне водителката или да биде доминантна над самите гости или да ги навредува со своето однесување, сега во тоа тој не. случај да извиниме, не. Водителката има секоја недела и ја гледаат, меѓутоа луѓето сакаат да ги видат гостите, да ги слушнат гостите, така да. Јас со Тоа е. крузот тоа научив. Порано бев научен е тоа, го научив со листа за 300. Порано сам да доминирам. Ето. И во Ама интересен предходните си сега. емисии да се наметнав некако е тоа врз гостите, а со листа за 300 конечно научив да слушам и се ми е многу хубаво. Да. Сериозно, полесно ми е на работа, порелаксирано и Зборете тоа, вие, не вие да ме зборете, јас сум плаќаат, тука зборете. стојам, читам одговори и тоа е тоа. Знаете што ме интересира? Дали политичарите од нашите две најголеми политички партии, како опоненти меѓу себе, намерно се тужака, намерно трачарат со цел да добијат поени кај народот? Тоа дефинитивно, да. Мора да се пуштат водички со други цело време. Стеже. Да се вакција, како што рече секоја во таа работа кај нив, како да кажам, апла така се одвиваат работите, не знам. Стеже, зошто е тоа така? Зошто? Заради тоа што си постојат правила во однос на маркетингот и во однос на однесувањето и привлекувањето на внимание. Кај големите политички партии, кај сите стојат многу големи пиар експерти, не е ништо туку така случајно како што ние гледаме дека е. Гледате дека дури и привлекувањето на внимание се случува со градење на негативна политичка кампања кон опонентот, а не се става овој Да. другиот. Јас тоа можам да го дефинирам и од обратно дека можеби овие другиве немаат што да понудат, па е Да, многу без подобро програма да го се, така. тоа Па е тоа. многу подобро да го испљукаме, а од друга страна многу повеќе привлекува внимание негативното, отколку што е позитивното. Никој нема да се израдува да рече дечки ја ќе ви направам тоа и Да, тоа. да, да. Меѓутоа овие ви срушија тоа и тоа, така Да, да бе. све си е со причина, точно знаат што прават, меѓутоа многу побитно е ние како народ да бидеме освестени за тоа да знаеме они што ни прават на нас. Така, браво. Тоа е најбитното. Ово да слуша аплауз, ово да слуша аплауз. Аплауз! Значи га вика нели 100 добра направено на човек, нема да ги запамти. Е, Едно да. лошо. Едно лошо готово, се паѓа во вода. Тоа е поента. Зања најшто ме интересира, кој наш политичар највеќе трачари? Според тебе? Трачари. Да. Што лаже, што измислува, што кодоши? Сите. Не мора да има некој Представ како има највеќе. политичар во опис Не на знам. работно Не место. знам. Според тебе? Не знам. А од јавната сцена, од естрадната сцена? Која е напиша пејачка највеќе трачари, највеќе измислува? Не мора да е пејачка, али тока глумица. Снеж. Не знам, на не нејзината знам, емисија. не знам, не знам, не знам. Лаже трачари, не знам. Некој што Каква? цело време оговара. Не Ти. знам. Свашта. Не знам. Ја викаш. Каде ја? Каде од кај па ја излегам? Добро, кај ќе ти оставам време да размислиш. За Снежа? А зошто во Македонија еве владае трендот да се оговара и да се нанесува на некој зло и да се навредува? Добро, ти има слушнато некоја што оговараш о трачари? Да. Па кажи, Па што кажи не ја. прашуваш? Мислам, ако си ги знаеш одговори Да. на прашање, така нас не прашуваш. Не, вас ме интересира. Па има многу. Ајде, кажи која. Еве, ние не знаем. Ако вие потврдите, ако кажете дај одма ќе кажам. Ајде, кажи, Кажи. ќе ги потврдиме. Дали мислите дека еве на пример водителот Зоки Фаци многу трачари? Па добро. Да. Зоки тоа му е Да, тоа тоа е, да, мој работа бизнис. за мој тоа. Ја така Работа го му е сватам тоа со и Зоки многу дамба. Фаци по опис на работно место и на однесување е тоа. Така да А све е дали поред. зошто Македонија владе они тренд да се навредуваат марче луѓето? Е, тоа не знам. Тоа е Па македонците некој секогаш. лош тренд стана. Лош. Искрено, мене многу ми смета, нема потреба. Дури кога имаш за некого лошо нешто, не мора да го изнесеш, барем не во таа форма како што ги Па и не изнесуваат јавно. луѓето во денешно време. Не знам, дури се фаќаат и за работи каде што нема простор
да се мрчи, морам така да кажам. Така, Пак да. наоѓаат нека нешто да се фатат и затоа направи најдобро дело сум фаќал каде што Да. луѓе донирале, дале направиле ова и таму Да. има коментар што плюка се наоѓа нешто што не можел овата на, не можел пака да си гледа со аман белуј. И тоа ми е некој, не знам, од так ме вади затоа. Порано ми беше многу интересно да скролам по коментари на одредена објава. Сега не го правам тоа зашто ме враќа во реалноста во каков свет живееме. Само на одредени видеа. Мислам каде што знам дека се ќе фатаме таму ги скролам и се смеам многу за одредена работа, мислам на позитивна тема. Иначе вака искрено повеќе не ги читам Ви коментари. има ли повредено некој лош коментар? Порано, сега како што реков, не ги читам коментарите. Еве имаме подкаст нели што ми оди, коментираат, гледам луѓе, не ги читам. Има луѓе кои што ги читаат, ако имаат нешто да ми кажат, издржано ќе ми кажат, Снеже? маче се Да. согласуваме. Не, за ова. порано ме повредуваа коментарите затоа што не знаев да се ги Дистанцираш. сваќав многу лично, Да, да. ги сваќав многу лично и дури ги сметав дека сите коментари се точни кои што Да, да, напишал, да. значи онак се ги земав при Мене ме срце. болеше моментот како може некој да мрчи толку за мене, а не ме ни познава, ни муавет не Да, сме да, тоа направиле, е ништо не најболното. сум му сгрешил на ниеден начин. Зошто токава омраза? Мислам, тоа не може да го сватам, ама после тоа се дека. Јас сум сигурен дека Сања има што да каже Јас, повеќе да, за ова. Да. значи јас, како што рече Снеже, порано се нервирав многу. Јас дури до тој степен сум плачела од коментари кои ги читам, баш како што рече Марко, не те ни познават, не те ни знаат, ќе напише некоја нешто, меѓутоа сега во последно време коментарите не ги читам воопшто, значи никако не ги отварам, а и да отворам нешто да прочитам, прво одам на профилот кај личноста што го напишала тоа, кога ќе Да. видам кога ќе му го видам профилот, мене све ми е јасно. Само не можам да ги разберам колегите, имаме некои колеги, да не ги именувам. Кажи ли Тие слободно, не паѓаат ги толку знаеме. долно ниско што им возвраќаат на истото ниво со тоа што е напишано, значи буквално на истото ниво Ги паѓаат навредуваат, сакаш долу да кажеш? со Да. навреди, со све им Кој враќаат, највише возвраќаат. од тие колеги? Па не сакам сега да зборам. не Сум знам читала, дека ситуација сум се читала чувствува. коментари кои што тие навлегуваат во конверзација со кавга, со истото ниво кај што напишал некој си дома седи, ништо не работи, не исполнет во животот, пошто само такви коментираат на Facebook и такви коментари добиваме од такви луѓе за жал, кои што немаат свој живот и кои што тој не прави ништо денеска, тој станува и гледа што има на Facebook, аха, чекај сега Сања Барби нешто направила, па чекај сега ваква, таква, онаква. Еј, Сања Барби си помина убаво вчера вече, чекај, Е, чекај, сега ќе кажам да, зашо, да. А зашо јас сум седела дома, кафе да го пијам, немам Да. никакви обврски и тука се ствара револт, некој си, тие луѓе се неисполнети за мене со жалење. немат никакви чувства, Тие луѓе се За жалење. евентуално. Снежа, мислиш ли дека ти завидуваат твоите колешки? Ако завидуваат, тоа е нивно. Зошто завидува Не, тоа си е нивно Па, право. Да, бе, да. Да, Ако да, ме да, фалат, ама да. нивно право. Дали имаш Секој случај, може. например, дека нека колешка ти завидува, ти те одговара? Па тоа Одговорите секогаш ли? го има во секоја бранша, на секое работно место, така да Која тоа си е најмногу? составен дел, не знам кој, меѓутоа тоа е составен дел од работата. Така да не знам заради што би било чудно некој да ти завидува или некој да посакува да биде на твоето место. И кај Сања сигурно сакале да бидат, односно да имаат песната, нели, Па добро, неизина. јас мислам Снежа дека и треба да ти завидуваат. Министарка, Значи например, има сигурно 1 милион и па нешто сигурно дека прегледи. сакаат Пример многу да за- имаат, да. многумина сакаат да го имаат работното место И на многумина Марко. сакаат да бидат во нејзино место. Како мене не ми текна да правам таква емисија, Снежа што правиш? Гледаш ли? И се Ти правам рекол лица дека дека не сме ми другари текна. тука финија уствари. Ми се Па може свија Снежа да говори, па ми ќе се се имаш свија вес. концептот сега, можеше боле да направи. Моле да Македонскиот синдром. Да, На све си е тоа најнормално. Најголема неправда што се добила од некој твој близак. Некој мој близок Да. неправда. Абе живчан човек сум во принципи гледа сериозно барем тие луѓе што ме познаваат да не ми грешам, не дека ги направам нешто. Тука едноставно знае дека каков ми е темпераментот и не се сеќавам некој да ми сгрешил нешто. Можеби порано на работа, која работев пред во Автомотосојуз пред 200 години со одредени колеги, сопки ти прават и намам, ама многу одамна беше тоа, сега А од естрадата, например, некој да ти направи зло? никој зло да страдата не. Искрено никој не ми направи зло. Сум работел и со, и со Снеже заедно сме работели, и со Димитар сум работел. Сам да кажам со луѓе од Да. истата бранша, од истата професија,
Сум немал проблем никако. За разлика од тебе, Сања, ти си се соочила со некоја неправда од твој близок? Малце подругачи е нивниот свет. Кај нас да, малце кај нас во подруга. естрадата, пази сега, кај нас е муабетов кој ќе се видиме на Лизни емисии, значи сите сме си насмеани лизни мазни. Многу се сакаме тога, се сликаме, се ставаме на сториња, ама позади не е така. Затоа што луѓето нели ни кажуваат, па од друга страна кој шо како зборел. Кај нас е огромна љубомората, а има и зошто да е. Затоа што знаеме нели убаво, некој е овде, некој е таму, некој оваа година успева, некој не успева, некој снима спотови, некој не може не може да сними Кај нас спотови. човек да љубомора толку Толку е тоа. толку ни е Да. колорано. Да, знаат човек како е. Па зашо сум пеела ја, зашо она не пеела, па звонат, па се нудат за и за без пари некои одат и така, такви има. Само и само да ти наштетат и кај нас тоа страдата е Ја тоа тоа. го оседив море пред 15 години караокиња која правев, кога почнав да правам, се појавува одредени нонем ликови, пробува да Да. бутнат Цена. цена, такви работи. Например, да се Ненад намернат на Ѓорѓиевски или... пазар. Како? Например, Ненад Ѓорѓиевски? Не, Ненад се држеше, Ненад извини, Ненад е гуру за Ненад е гуру, за караоке. да. Добро, мислам да Не, не, тој. други Не. проба во неговата работа да влезат, Да. вклучувајќи ми мене, еден од тема гледаш изрикав, не. Ненад се Ненад. бе. Добро, За добро, караоке- добро, мислам дека да не е тој случајно, да. Не, Ненад баш напротив. Ненад е можеби најпаметниот играч за караоке ми. у држава, сериозно Апсолутно, кажам. да, Беша да, најпаметни сум бил на игра настапи. на тоа поле. Ме интересира дали денеска може да се верува во луѓето, знаеш. Може да се верува, може да се верува, ако И правилно како? ако правилно Како? ги бираш Во одредени луѓе. во одредени луѓе, да. Немаш успех. И да А како да ги најдеш ти одредени луѓе? Како да ги пронајдеш? па со тек на време, со тек на искуство и најбитната работа е да кога се сретнуваш со луѓето да немаш очекувања, затоа што ако имаш очекувања во луѓето, во тој случај можеш многу да се разочараш, а кога тргнуваш без очекувања, во тој случај им дозволуваш на луѓето да се покажат во вистинското светло, односно и да те разочараат, нема да ти биде криво, пошто ништо не Да, си ништо. очекувал, а ако ти направат нешто добро во тој случај, Ќе се изненадиш. супер, ќе се изненадиш и во тој случај ќе го прифатиш. Меѓутоа, јас сум многу предпазлива со луѓето и во никого немам 100% доверба, затоа што оставам се на резерва и можеби заради тоа и ми е полесно. Значи не одлучувам да верувам во сите Кој ти е 100%. најголемото разочарување? Вака, било кога Па од животот? имам разочарувања во однос токму на тоа. Значи кога некој ме изиграл довербата, тоа ми е најголемо разочарување. Значи јас сум верувала во него и со сето срце, значи сум се дала и тоа е разочарувањето. Не е толку ниту и дека сум била изнервирана, докато ли мислам повредена, меѓутоа кога во човек ќе се разочараш, тоа е најголемото и најниското на Апсолутно. под тука нема. Да, Нема Најголемата подол, болка, Нема фактот. подол. Најголемата Ја бев болка е таа. најотворен. Ја мислам дека со сите таа екипа што се дружиме 50 луѓе, дека сите пријателството, другарството го сваќаат како јас. Разбира, за сите ќе направи Не, се така. тогаш ваката. И наеднаш после сваќаш дека од тие 50 луѓе, двајца само искрено ти мислеле. Дали и двајца. своја- Да, да, да. Да. И сега сум, како што рече Снеже, сум на некоја дистанца. Не, знам на кои луѓе им верувам, тоа се блиските луѓе околу мене, неколку пријатели, жена ми, фамилијата и со нив се одвиваат и одредени муабети, они ги знаат моите вистински маки, како да кажам, и А, така е. придобивки кои што ги добивам. Животот имаме зборувано во претходни изданија и нели за твоето минато, но дали секој ќе спомна тие твои другари некој кој е љубоморен на твојот успех ќе рече он порано ќе ми извиниш те израз, Да, да. он порано беше наркоман. Дали ти се соочил со тоа? Не, ама ми е гајли да рече некој. Може како што рековме луѓето се што зборат, се нека се збора слободно. Е гајле, јас знам кој сум, што сум 44 години, ама го дозволам таков муабет од човек, па што го знам и точно знам кој и како и што е. И ще ме тангира. Можам да му вратам 300 пати ветер. Све знам за сите околу мене. Апсолутно си во право. Дали важи за една згодна и убава атрактивна пејачка, за жал они стереотип зошто се користи во македонскиот јазик ставаме пип. Па Со толку сме љубомора, ја паметни, мислам, толку така сме е. паметни, толку сме едуцирани, толку сме нормални во главите. Затоа. Ова нормален човек не може да го каже. Не секој. Те навредил некој тебе со тој пограден збор? Не. А која била најголемата навреда онака што те повредила, не знам? Па ако ќе ми рече некој певалка. Певајка? Певалка.
Што значи Да. певајка? Пеачка. Да, Естраден певајка, уметник. да, ој како певајка, Ај, остаја ова кафанска певајка. певајка. Аха, со Певајка негативна е, конотација. Ти си млада генерација, ве се стари изрази од Јас ексиу изрази. Певајка, да. Порано уствари важело дури Да. правилото за музичар и за музикант. Да. На времето кога било оние кои што настапувале по кафеани, односно кои што нели можеле да се сретнат, тие биле музиканти А и овие се обично, музичари. а овие се музичари, тоа е Аха. повисоко ниво, значи Кој оне следи философија. пеачи Да, и да, високо да, ниво, да. Таква била Да. квалификацијата и Да. продолжила и останала што. А сега на денешно време нели естрадни уметници Е, така? така Естрадни се уметници. естрадни. Марче, за мој кеф и за верувам за нашите гледачи, еден виц кој го кажа ке мене во емисија, во првото со рачето, значи тоа направи, значи ти не знаеш, тоа Не знам вирално вицот. тоа направи бум. За друг. Јас сега сакам, уште еднаш тој виц да не го кажеш. Истиот Знаете виц. вицот? Ја не. Него не, Не знам ау, кој па е. добро, може Нивкин биде смешно. Да, да. Нема везе. Дека само тој вицот што го знам. Тоа е најдобар. Среќа што ми го побари истиот виц, да ми речеше друг виц. Врска нема што ќе кажам. Си седи некој човек дома, врти по каналија како што имаме и ние тука, нали? Врти, гледа, магичното раче, прави се за вас, како оно да нам фемили, се што ќе посагате, тоа ќе направи. Добро, сега вика, ако може едно раче, му го прави кога после недела, дена отвара, го гледа раче, тука и вика, види го, ај мрни раче, мрни. Ај вика, че да го рече, ај иде до кујна направиме едно кафенце. Иде отра, му прави кафенце, му носи. Леле, вика, профи. Гледа рече, ај вика иде до кујна, направи нешто за јаде. Иде раче, да му прави нешто јајца сланиче прежано тука да. Проба, леле, милина вика, профи. Рече, ај вика, фати дилинското, меѓа по канај, врти, так гледа порничок. Че му вика, ај врати назад, так враќа на порничок, го гледа раче, го гледа порничок. Лиле. Ja вика, раче, ако можеш да фатиш да ми го измори. Сега, леле, веќе уште димаше некој да ми го испуши. И пак ме боли вратот. Пак ме се Леле, маче, срамота. Тој после 12. Значи вчера, како сум си поминал со војками во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да и се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала, жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7-та најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетите го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Се враќаме назад со ти реков, ми рече на вистина сум возбуден што имам вакви прекрасни гости во емисија. Како се чувствувате сега за сега? Супер. Супер, Добри одлично. братот. Сега ти помине. Стече, дали веруваш во љубов? Верувам. Дали си заљубена? Сигурно е заљубена. Да, верувам. Меѓутоа, мислам дека љубовта не треба само да се гледа љубовта кон партнерот, него љубов и кон тоа што го работиш. Ме бараат мене на телефон, па што виш Твое тоа? касниме, да. Телефонот ја затоа мотиве се тепна. Значи, сакате да го изгасам? Не, ме Смета? фати. Метрополис, број 1 радиомрежа. Се враќаме назад, Марко, дали цена и колку го промени твојот живот? Оу, го промени цена мојот живот многу. Како да кажам, најмногу го промени, тоа на позитивно. Се случуваат убави работи, еве и сега, само не е моментот се уште да споделам некои работи, ама кога ќе биде ти ветам дека ќе кажам. Едвај чекаме. Да, и тоа е. Се најубаво само за днес. Искрено, кога ми се појави она во животот, многу работи на позитивно тргна и така секако се соочувавме заедно и со многу неубави работи во текот на овие 5-6 години додека сме заедно. Ама кога ги Издвоиш ставиш ли мајка, некоја да, вака? убавото према. Имаш ли нека приказна да издвоиш? Убава не убава од вашиот живот заеднички? Па искрено немам, не знам што да издвојам. Проблемите што ги правам тензиите на патување кога идеме секогаш. Вместо она мене да ми ги време да ми ги прави за оваквото ја поврска со колата и со тоа дека сакам побрзо да стигнеме, она ме замара да возам поспоро. Тоа се Возиш тие. брзо? Брат, не возам брзо. Не, ама за нези 120 е брзо. Па Кога сега. возам јас, кога возам јас. Ова знам дека има љубоморно звучи, ја не сум ти тебе љубоморен, за сестра ти зборам. Не вози брат, ти си купи нова кола, не вози 130, 140, окей, све, леле, шубава возија кола. Цеки бе. Ама ја кога возам на 120, намали на 100 ме одржава цело време. Да, па. Желка. Така че све ќе биде. Видиш? Сања, во каков љубовен емотивен статус се наоѓаш ти моментално?
Моментално во никаков. Зато си во црно. Појави се. Моментално во никаков. Статусот љубовен ми е катастрофа. Зашто? Па катастрофа. Некако од таа страна некако среќа немам. Како? Се на... Па се на некои погрешни налетуваш, налетувам, таква ми е звездата, од после јас. Знаеш, човек кој ќе оди со искрено срце, со искрена душа, како што правевме Бреденска муавет, нели, ти си искрено очекуваш, многу сум очекувала од многу, и на пријателска база, и на љубовна база, ама секој сум била разочарана за тоа што јас се водам под некој принцип, мислам дека јас така размислувам и мислам дека и другите така мислат, меѓутоа сватив дека не е така и дека не може да мислиме сите исто. Не можеме. Така е, така е. Ти беше многу стерилно си ти стоја, мислам. Какви карактеристики треба да поседува еден маж за да те освои? Ја ти да бројам. Какви карактеристики треба да поседува еден Па маж? какви карактеристики? Да биде како сега да речем, ајде да не кажам паметен, глупо е. Не е глупаво. Паметен. Па не, Средно обично нели обично кога ќе не прашат нели паметен, убав, ваков, таков, онаков, да биде искрен, да има чувства искрени намери да има, пошто на денешно време некако дали дека јас сум естраден уметник, еве сега ќе кажам, ама некако сите како доаѓаат како поиши име, демек еве јас сум со Сања или Да се пофали, да, се егото, да. пофали, Како па трио. малце Трофеј. нас кариерата ни смета од љубовниот живот и не само кај мене, еве правам муавет и со други колешки кои што го имат истиот проблем. Апсолутно, значи секој кој ќе ти се 15 години се јави, демек да, не на ни почетокот приоѓа. љубов, па пораки, па те сакам, па вака, така, па онака, уствари не, ова е само за чалам, демек човеков пил кафе со Сања, а од тоа ништо нема, од љубовта на крајот ништо нема. Уф. Ама еве се надевам дека, Ќе се нели, појави вистина, како да, е Господ така, никој не е, па ќе се појави некој. Така е. Не одам Со искрени намери. Најчесто кога не бараш нешто, тоа се Да, појавува. оно само работа. Така е. Па да ти така кажам е. искрено, више не барам. Да, да. Ето сега ќе се појави. Сега настави Така ќе се појави. оставив и више Така треба. кому иде. Точно. Може ли да ве прашам неколку интересни прашања? Баш ме интересира вашето размислување, на пример, што би направиле попрво? Ќе започнеме еве со Снежа. Што би направила попрво? Цел до крајот на твојата кариера да ја водиш емисијата нешто конкретно или па да добиеш понуда од српска телевизија и повторно да се вратиш на тие српски проекти што ги водеше X Factor, Велики брат. Ама готова ставаш крај на македонската кариера и си работиш во Србија. Добро, во Србија ќе одам кога? Не, пример, хипотетички правим муавет. Пари колку е? Попрашив која плата и кога. Стан дава тоа или сам треба да се нема? Да, чека, хипотетички беше ова. Идемо. Хипотетички, ама не, ти си кажи се. Кој ти спомнал? Тоа. Значи би одбрала Србија за работа. Па, зарем не е крај нормално ќе да се човек доаѓа. сака да напредува и да се шири? Мислам, тоа е нормално размислување, барем мислам дека е нормално. Паметно размислување. Па. Паметно размислување, добро, и Сања пеше во Србија, ќе збориме подоцна за тоа, но сепак во Македонија си препознатлива, тука Па, почна добро. со кариерата, Па тоа е во ред. заранака би го напуштила нашиот народ. Па тоа е, јас не реков дека ќе го напуштам. Не, тоа е поентата. Ако почнеш со српски проект, Па секако ќе ме гледаат Ќе на гледаат српска тука. телевизија у Македонија. Јама ќе збориш со српски. Ако научам. Ќе научиш, не е проблем, не е проблем. Причачи. Причачу. Покушачу. Слично прашање за тебе, што е попрва? Достанеш за крајот твојата кариера со квизот листата 300 кој што е еден од подобрите и цело време го гледам на телевизија, многу ми е интересен, или па да одиш на Канопе телевизија и да водиш некој сопствено шоу, но да ти го продуцира некој друг. Не, Ама да сега- секогаш ќе напушти сител. Не, сега би си останал искрено со листа за 300, зашто имам еден супер тим кој што работи со мене. Искрено после години ми е лабаво кога ќе отидам на работа. Значи не се секирам за непотребни работи, си има човек за секоја работа што треба да се заврши. И јас доаѓам конечно како, ајде да кажам, звездата на Е така. проектот и си ја работам мојата работа за која што сум платен. И И затоа не би минал, зашто не знам како би ми бил односот на некое ново место, а не е толку голем предизвик, што го каже ова нели трансферот. Така да, не за Србија, да, мене тука, Канопе. да, ајде, знам дека не ми се љутат колегите таму, ама Нема. можеш да кажеш барем Пинк. Пик.
сега. Не. Би отишол не, ако стварно Не, добиш нека пари. го пинг. Не сакаш? Не, бе, зависи што би Роза понуделе. пинг. Роза пинг, да. Не, зависи што би понуделе. Сега не би прифатил се да работам, кај, како да кажам, ако е проектот. Нешто што не би прилега мене, се коси со моите гледишта, сваќања, убедувања, не можам да го прифатам. Те разбирам. Нема поен. Те разбирам. Сања, еднашка на 10 години да направиш некој огромен концерт, значи огромен концерт и да заработиш од тоа доволно пари, за да имаш за 10 години наредни, Добро. или па секој викенд да пееш по наши различни локали. Концерт. Зашто? А нормално. Ама вака нема нигде да пееш, да знаеш. Ке си пее, ама без пари Ке си пеам бе дома, ке си пеам. Ама вака зар нема да ти фали публиката? Не, И ти да им никако. фалиш Не, на твоја? не. Нема ти фали Не. публиката уопште? Па, Зависи. зависи. Да. Може ке ме фати криза, не викам не, ама ќе ми треба пример еднаш месечно да отидам и доста ми ќе се задоволам. Добро. Снеже ретардирано прашање, но морам да ти го поставам. Имаш двајца синови, рековме така, колку години има? 12 и 17. Обед се за 17, ова е за него прашање. Вака сега, синот твој, што би попрво? Да те фати тебе во романтична секс фаза со твојот сопруг, или па ти да го фатиш него со девојка му? Што е пондеското? И двете се леле. И двете се незгодни, затоа реков ретардирано прашање. Јас би да го фатам. Да. Боле така. Ама така е многу боле ќе го варијанта, усрамиш. да. Но, Дали си свесна? Па не знам дали ќе го усрамам, ќе се направам дека не сум го видела, нели ќе влезам тоа све и никад нема да правиме муабет. Ја само влегов чорапите тука. И готово. А они у акција. Добро, интересен одговор. Ја така би играл. Нели? Боле. Да тебе ја исто така ретардирана прашање. Што е попрво? Цел живот, Тоа. секој ден, 24 часа да се шеташ со фул ерекција, или па повеќе да немаш ерекција. Не, на мои години бирам ерекција 24 сата, бе. Више влагам до тамо. Срамота е. Пета срамота е, декада, да. Срамота, не, цело време, а Не, ерекција цело време. Боле. Ти си носиш супничка и Да. готово. Дуксерче некој пошироко така. Ке на мои години да сите ќе им се фала. На маса ќе. Так, види. Тоа не го иде. Чаве. Има, ама не знам, ќе почне глава да ме боли после некое време. Многу крв ќе оди доле. Добро, тогаш ќе имаш многу работа. Ти кажам искрено, цена може да регулира Има доволно. многу работа, да. Многу работа ќе имаш. Многу работа. Што се случи со Мартин Блажевски, со фудбалерец? Ај, кај ти текна, ја забореј, жити се. Да те подсетам. Кај ти текна, човеков? Да го подсетиме туша. Ништо што се случи тоа што се случи и се отслучи. Што се случи? Ништо не се случи. А Па добро, што се случи? бевме у љубовна врска. Си имавме љубов, не велам не, се беше во ред. Додека. Додека беше во ред, после стана не во ред. Што се случи за да стане неворед? Дали ти ми изневерувано? Не знам, тоа немам таква информација. Немаше такви работи, други недоразбирања имавме и така, се разделивме. А дали е точно дека Не имаш е точно изневер... тоа. Не е точно ни тоа дека сум Да знаеш дека сум го удрила, па тогаш имаше причи за Раскажи дека си го удрила уште, дека сум го тепала, дека сум го удрила, тоа глупости И живи. вика дека била во затвор. А нема врска ни тоа, да, за во Виена. Во Виена. Да, измислици се тие, само не памтам од која новинарка, нема врска. Свака част. Сами. Си направи гледаност. Да. Ама ја вака на новинарките викам, па зајави ми се колку правиш пари од гледаност. А. Ја ќе ти ги дадам, само не го потресувај семејството. Ти мислиш дека се прави пари од гледаност? Па како не се прави пари? Значи, пази ме едно дома од фамилија ми звонат, сега сигурно ја некаде на пати, ева, што се деси, како се Како деси? затвор, бе? Не, па вистина тоа е вистина ретардирана работа. Да напишеш ти нешто во затвор или не знам, се тепала, ја да се тепам, па ја немам таков стил за да се тепам, јас не можам, не знам, дали доволно Да се Не, тепам. Пази сега, замислуваме. Сега тебе ти е девојка, те истепал, затоа било затворено у затвор. Бе, како глупости, како затвор од тепање, во затвор се лежи. Па дај се. Па, Освен де, ако тоа не го напишал дечкото за да каже, еве, стварно истепа. Не може да го направи, затоа што Марча ке сложи со мене, Владе е машкото его, нема да го дозволи тоа Не. никогаш. И па он нека е Тоа тепа, беа па измислици, викам, тоа беа кажа дека ме измислици. тепа порано. Па тие се тие Девојче. скандали што се правеа тогаш, за да се збори, да се пишува, да се
па тој период И баш ме тогаш требало нервира да направи таквите. песна со наслов Затвор. Нели? Ја направив ковид, чекав ковидот да фати за сексот да го фатам. Вече. Дали за времето на ковид имаше секс? Како не најмногу? Да, да. Чекай, со кого? Со Мартин? Тогаш ти беше Мартин или? Ама не зборам за мене, за луѓето зборам Не, ја. не, за јас конкретно тебе те А прашувам. конкретно за мене? Не, со Мартин не бев тогаш јас. Со колко беше? Шубо прашање ми было. Да. Небитно. Добро, а значи баш да имаше? Да. Затоа, тоа ти беше инспирацијата за да ја направиш таа песна, ќе ја слушаме. Метрополис, број 1 радиомрежа. Сега мода, се министри, им се згодни, им се бистри. Сега мода, се министри, им се згодни, им се бистри. Што имам кеф, да си имам шеф, ама нека бајка баш што има глава в джеп. Така се сонам, во скапа кола, на мене гардероба цаком паку нова. Вози, вози тој, Шварценегер мој, и ми дава тајно некој специјален број. Е каков джентлмен, а не гилиптер, па можно ли е Барби, ово е министер. Метрополис, број 1 радиомрежа. Каков комшија е Димитар, нашиот поранешен премиер? Како комшија, совршен, одличен, редовно си ги подмирува оние трошоци кои што се водат. Да, не проверуваме, мислам. Совет, да, си го паркира автомобилот на своето соодветно работа место. Да, сите. Значи немаат жалби и поплаки во однос на тоа комшијава ова направи, комшијава она Не, до направи. сега нема ли, сега ќе видиме сега најдос гледаш. Пристојни се све, окей, да. беше премиер, ништо пари Све не си даваше за... плаќам, фино. А сега За лифт се... нема дадено. Да не биде нели на комшиска база, меѓутоа да како комшија, сега како премиер тоа е друга причина. А има ли она сега, например, му доваѓа 10 возила, го чекаат, го собираат? Тоа да. Ви пречили со собраќајот или не? На почетокот ни пречеше затоа што не бевме се уште научени, меѓутоа после тоа ни стана онака лесно, онак бевме као вау, живее кај нас, ама после тоа се пресели нели на вила водно кај имаат. Да, А мислам, сега да. пак е вратни, така да. А се врати пилето да. Ај, иде да брат. Се врати пилето дома. 5 работи е, утре Снежа во таа зграда, значи кој живе во таа зграда станува премиер, утре Снежа станува премиер. Бе, Боже, Снежа да стане премиер. Тоа спрат на спрат иде на кој спрат е овој, после други. Ја ќе го водам пиарот, Да, ќе го водиш пиарот, да знаеш, да. Еве 5 работи од кои што е прво да имаш добар пиар. Добро. Добар пиар е нешто кое што мора да биде и нешто кое што треба да се промени е во однос на тоа кога ќе излезе премиерот, да не настапува со тоа јас ќе ви направам, јас ќе ви дадам, заради тоа што премиерот во суштина ние што бираме? Не бираме ние некој кој што ќе не води, него некој кој што ќе работи за нас, затоа што и владата и премиерот и сите од институциите тоа се администрација која што треба да работи за граѓаните. Да. И ги земаат Кај нас погрешно нашите се пари. Односно, они работат, ние ги плаќаме. Тоа Така е е. поентата. Значи, во суштина треба на луѓето да им се каже дека ние бираме човек што ќе работи за нас. А не он да ни каже, ја на вас ќе ви направам пат, ја на вас кој ќе ми направи така, пат. Им ги гледам Повелете на дел мојот пијаца, ќе кампањите, продолжи. како се... Пиар на премиерката Снежа Ајде. Велков, Марко Новески. Кажи, Ја убива станува премиер на Македонија и прави 5 промени. А тие продолжува. се. Се продолжува со моето мислење да го шири, кажи. Јас што би променил да бидам премиер. Прво бих ги затворил корумпираните политичари. Тоа се многу. Како? Па нема доволно место у затвор? Ќе направам нов. Нов затвор прави. И тоа со странски инвестиции. Ќе вработувал луѓе. Знаеш како ќе поминеме? И ќе го вратам оној систем кој на времето ќе почне сам да си произведува све затворот. Тука нема да работат да. затворениците, не да Да, лежат да. таму по цели ден. Тоа е. И после што би направил? Би го исчистил судството, сериозно, зашто имаме за никаде судство, никој не верува више во нашиот правосуден систем. За жал. Би работел на тоа да се спроведуваат закони, кои што затоа што ниеден закон не се спроведува во државата, имаме безброј закони, би го решил проблемот со бездомните животни и со бездомниците кои што ги имаме за и бездомни животни плюс. И тоа би биле некои работи за почеток. Мада тука остануваат и здравство, и образование, и така, ама ајде да не го Прво образование, можеби со тоа требаше да почне од дека почеток со образованието децата, да. никогаш не ни било на пониско ниво тоа што ни е денес.
врска, за жал и многу ми е криво. Гласете за нас. Гласете за нас. Шта Гласете да ќе за не нас. Нека А сега гласат темата за ја правиме за тоа што идат избори? Не, случајно, еве, Да се секој се растажиме, Не, секој има право да земе да го искаже својот став и затоа што гледаме дека тонеме веќе 33 години колку сме независни, ако грешам поправете ме. Ние не правиме ништо, има никакви промени, но затоа хипотетички правиме обед. Сања Тинцева, такозвана Сања Барби, утре станува премиер на Македонија и прави 5 промени, а тие се Супер си е бе, топ си е, ништо не ви сменило. ништо не би сменила, а во една изјава кажува 70% од народот нечиниците се хейтери. Па како тоа беше? Ќе ги убијам Па не сите можам да го хейтери. сменам јас народот, како Метрополис, број 1 радиомрежа. Нема правичен систем и правичен систем и на судење. Да, така Значи, е. тоа е најголемиот проблем во самата држава. Значи, не е правично, ти ако си гледан, би требало нели да напредуваш и понатаму, меѓутоа викаат ово е селјак, ово е ваков, ово е таков. Значи, неправично, затоа што, за жал, некој друг диктира работите, а кај оние луѓе кои што се умни, кои што се паметни, тие се повлекуваат. Затоа што па ќе ги убијат на кондиција овие другиве. Затоа Како што сега ги убиваат, светот И станува во суштина, поглуп. така, станува поглуп точно, меѓутоа и многу покварен, Да, и порасипан. покварен, па да. А овие умниве луѓе не се такви да играат покварено. Тоа е само Тоа сакам да ти кажам. глуп неук прост човек кој што опциите му се ограничени и игра со таа карта, Ето зашто така. ти ако имаш како да кажам повеќе опции во животот, размислуваш поотворено, ги разбираш работите како функционираат, нема така. да ти биде фокусот на тоа, ја ќе мрчам сега за кој да е. И тоа дека некој нешто ти должи, нели? Да, Ја не да. сум успел Јас затоа не што сум, овој да, ми овој дужи. ми кочи, Ма овој ми да. кочи, никој не ти кочи ништо, само ако треба да се бидеш Освен сам свесен во за нашето себе. општество, да, ти кочат е тоа што не функционира ништо, како што рековме, ни правосудство, не можеш Ама кој е крив да за тоа? веруваш. Кој е крив за тоа? А самите сме си криви ние. Самите сме се, гледај, сега, не можам да ги укривам луѓето, да, зашто... Систематско уништување на народот, тоа е, и јас Иначе тоа што народот- гледам, да. Се бори да преживее секојдневни, не можам да ги укривам луѓето дека они се криви за ово. Криви сме ние зашто спиеме како општество, ама криви се други луѓе. Мислам, ние можеме да ги оправиме работите, ама дојдени сме до тоа дележе што На крајот што реков, више- што е битно, кој ги прегласови. Да, кој ги прегласува. Не, туку се политизираме како општество, па отвори Facebook, гледаш кој каде е, можеш одма да видиш кој на која Едукација, партија е. народот ако Што е и сите едуциран. се во некоја партија, сите за жалост станавме мал број на луѓе кои што не сме членови на ниедна партија, не подлегнуваме на таа диктатура, ќе кажам, или наметнување на нивните правила, убедување, да мора да кажам кога нешто не е добро, дека е добро, ти мајка бе. Кај живеете? Гледаш што се случува и ти на маса седиме со други, профи е. Кај е профи бе друг? Што е за тебе е профи, што ти конечно взимаш нешто поголема плата од претходно. Кредитот можеш да го исплаќаш и се осеќаш дека си окей. Не да разбира. Така е. Глупост. Ама тоа е тоа. Ај смената тема. Тоа е тоа. Гледате ли како Време за дома. Убаво Видиш ке не побараат сега у некоја политичка партија, некоја дебата. Не, ме побара на неколку пати, ами ја им побарав пари, колку што сметам дека тоа е платите стана, а дали си ти нормален. Или онака како речат, може гратис, а зашо гратис, на пример? Барам. Уве, пари. Ако политичар дека или нема да ми било дадат. која политичка партија ви викаат вака, драга Снежи, драг Марко, ќе добиете толку и толку пари за нели да направите реклама во емисија сега нели кога ќе бидат изборни реклами на Инстаграм, не е битно, ама ќе зборувате против таа партија, дали би прифатиле? Не, ти кажав, не сум таков човек. Не може со пари да го купиш од мене, затоа што сум рекол дека против моите убедувања и верувања не можам да идам, се губам јас себе си ако го правам тоа, не знам. Не сакам да си имам никаква работа Не. со политика во нашава држава, затоа што Кога може некој да ме купи, тоа значи дека премногу сум ефтина. Така е. така. Така да не дозволам никој да ме купи. Дали некој се случило на пример некој гости на твој настав да сака тебе да те купи? Како да ме купи? Па добро, тоа е многу Па не може нормален да ме факт. купи, како ќе ме Да проба на пример нели кога се дава како во вид на награда кеш на бакшиш на пејачките, кога ќе Па си добро, исполнат да. нивните музички желби, дали некој ќе рече мала на пример, да добиеш некоја непристојна понуда мала на пример дури со мене. Не, Злато, тоа се прави на еден фала за поинаков злато. начин. Златно дете. Некојаш има такви некои типови кои што ќе доат, нели, бакшишки ти фрлат повеќе.
И тие мислат дека можат со бакшишот да те купат или си прават филм дека јас многу нели сега тука се чаламам пари ово, но тој мисли дека во главата може да ја купи секоја пеачка, ама не е тоа така лесно. Така е. А некоја А фала сепак за бакшишот. Браво. Така е, браво. Метрополис, број 1 радиомрежа. Ево го малку се смее за ова интересна игра. Јас ќе ви кажам неколку факти. На сите вас тројца вие ќе кажете дали некој ще ги направиле во вашиот живот, но затоа што си специфичен и мој омилен водител и интересен гостин би сакал да видиме како ќе звучи твојот глас на Хелиум. А тоа што ти си радиоводител, земи си слободно. Што сакаш да кажам само, да не отиде? Добро? Дали се забавувале со некоја личност пред имате 18 години? Да, съм се забавувал пред 18 години. Ми отиде, уште. Врати се гласче! Земи си поише. Дали сте имале интимен однос пред 18 години? Да. Не дека беше некој однос. Опиши го презал со овој гласа, со пишија Среже и Сања. Што да ќе опишам, прекрасни дами со кои што цел ден би можел да се дружам вака. Дали се покал за некоја работа во твојот Дали живот? сум се покакал за некоја работа. Ја тоа бе според покаја. Па, мислам дека е касно веќе за кај, не? Да отиде, оваквото. Не, порано се кајам за работи, сега гледам да не размислам за тоа што било поминало и така, гледам да се фокусирам на тоа што ме очекува понатаму во животот, не секако да се замарам со планови, туку така, потековно да го живеам. Те разберам. Во сегашност. Дали Марко планира да стане татко? Планира да стане татко. Супер, тоа е нели Снеже, ти ќе потврдиш најбавата улога на еден човек. Да. И за самиот крај, Снеже, ќе кажеш зошто е потребно да се сакаат луѓето. Затоа што животот е поубав кога луѓето се сакаат, меѓутоа многу е важно да имаш што да сакаш и да имаш во што да веруваш за да те тера напред. Не мора тоа да биде дури и нели личност, меѓутоа тоа што го сакаш, во тоа да веруваш, затоа што само тоа ќе те тера напред. Инаку ако немаш што да сакаш денеска, во моментов, значи тоа ти е изгубен ден. Сања, ме интересира која колешка најмногу те иритира? Никоја не ми иритира. Дали некоја гледаш со воспит како идол? Не, кај нас не. Кај нас не, добро. А во Србија и што се случи во Србија, кога ќе одиш во Србија да пееш, да настапуваш? Па моментално немам такви планови, сега сум фокусирана на Македонија. Кога ја ќе имам емисија, ќе те викнам у Србија емисија. Да, кога ќе да Снеже во Србија, тогаш ќе идам ја прва гостина. И мама кога ќе оди на возевата телевизија. Све сме се договориле готово. Планови за виднина? Па имам планови, да, имам нови проекти со македонски песни. Нешто се подготвува и за мене, исто така нови песни. Ама живи и здрави ќе видим. И дали се сметаш за најдобрата и најбавата, најзгодната пејачка, најталентираната во Македонија? Вака сега, значи најубавата, најзгодната. Да, најталентираната. Па вака ќе ти кажам, Се у суперлатив. Не можам да се, еве Снеже ми е природна, можам да јадам колку сакам. Што? Што да јадеш? Не можам да се споредувам со патки. Сега те раздрав. Зошто вие двете устите не сте ги направиле? Па не, Зошто не ги собаѓате? Па видиш што, па видиш што е убава, видија. Јас ли требаше да ги можам да ги разберам. Кој ти е најиритантната, те молам, кажи ми, кој ти е најиритантната? Херпесот. Не, ерпеси. Па се спреми па за Не можам да ги емисија. разберам кој ги видам, значи прво устата и влегува, после таа влегува. Не можам да градите. Замисли во каква конотација правиме, молам. И како сега ти јас дали се сметам за најубава? Сега Ти може кажа има и поубава ерекцијата, од мене, е. меѓутоа јас се сметам за најубава затоа што сум јас Прва, тој природна, ќе немам влега гран, после. нити како ги викат ова Хилурони, ботокси. хилурони, ботокси, силикони, не знам што, значи Силикони немаш во градите? никаде немам Дај да видим. силикони. Не верувам, дај да видам. Не можам да се споредувам се сега со нив, тие се Тие шкрипат кога ги бацуваш и кога ги Само очите им трепкат. Само очите им трепкат. И за самиот И крај. на плюс тоа уште ви филтри стават, па си направила уста, си направила Instagram, нос, Photoshop. си направила јаболчици, зашо го ставаш филтерот? И фотошоп. И да, па филтери стават, зашо го стават? А која Више како се прави ова, како се вика? Па Да ти сите- филтер пред дека Подсети на ме. пола. Па сите Подсети ме како стават. се викаш оваа најмногу што ставаше леле, подсети ме како беше оваа најмногу што ставаше оваа паткава.
филтри многу што ставаше. Како се викаше Која плашкава? се, да. Подсети ме оваа, како се викаше? Од кај? Не, слушај. Од тука, од кај нас, како се викаше? Одавде бе, одавде. Подсети ме. Го знаеш, шо Ја знам, да. Го знаеш. Добро, кој ти? Абе гледај сега, значи во глобала ти сите, кажи на јас глас. не знам некоја што нема, така? Да, да. Уствари има некои што немат. Има да страдава некој Добро, пејач што искрено нема. сеше секојаш важела за природна и многу убава жена, јас си ги уважавам плавите очи. Да, преубава е. Што да почнам да пеам. И немој случајно да некој да јас се немој излажав случајно да као не девек пееш. нешто ботокче, ово оно чело, ваму таму затегнување. Ко видов една Кажете, колешка немаш прavo каква да е се природава- уфацава од тие ботокси, мене ми се слоши. И само Единствено кажав, зашто да викам, го вака продолжам. уште еднаш јас да размислувам на тој потек да ставам ботокс или нешто да ставам, не знам што, нема шанси, не. Си идеме доаѓа. такви изгужвани, избрчкани. Па тоа кога ќе им падне еден ден, па кога ќе почне да им се бе, влече. па, Па така. тука јас ги чекам кога ќе почне силикончето да му паѓа. Па Нема. вака кога ќе се искриви цела. Се менува не трендовите, знам. ама за мене, пајде од таа генерација, су ми нема ништо попривлечно од Природна жена. природна жена, девојка, како и да е пред 15 години, 20, не, пред 20 години, 2002-3 година, 2002 се да, роден јас. тогаш во Будва бев на одмор. И нема везе, дојде една екипа девојчиња од тука од Скопје. Се извинувам што вака ќе кажам, ама тука во Скопје не беа атрактивни девојки. Како да ти кажам, не ги гледа мушки, не им се пушта Сите ништо. во глобала. Па 2-3 од тие што беа. Е, Аха. кога отидовме оваму, баш тие 2-3 девојки беа најпривлечни на србите и црногорците кои што беа таму. И во една ситуација го прашав и во дечко, вика брат, што гледате? Вика гледам природна убава девојка. Вика кај Точно. нас тогаш почеток 2000-ти почна трендот на пумпање, пукање, ботокси и све свашто што и да кажете. И сите девојки беа во Будва такви како што И се јас сега не знам девојките. дали во- ќе се согласи со на мене, ама Германија. мислам дека никој маж не сака никој. вештачки усти, вештачки Па имаш гради. осака. Абе не знам. Тие се не ги ставам ја Пак ќе тие кажам, мажи. други времиња не Прав сакам да маж не станам. сака таква жена, Не сакам така? да станам од оние луѓе кои што мене ме нервирале многу, дека во моје време вака беше, така беше. Факт да се менуваат трендови се мене не ми се свиѓа. Не сакам да солам на никого Лично. памет, дека се треба да се менуваат генерациите. Тоа што мене ми било привлечно сега на не име. На новите и обратно, тоа што нив им е привлечно, мене не ми е. Затоа секоја генерација со своето. Тоа е нашето помина. Помина нашето. Да. Сериозно, не сме ние те што ги Вашето, диктираме. не, Ајде, затоа што вашето, затоа што вашето, Давај сега ќе да си одиме. Ајде да си Ајде. одиме. Ова ќе си го земам за мене. Снежа да подароци снежа цигала, чувај. Станувај да си одиме и ова си го зијам. Сања, ова е за тебе. Благодарам. Се за 3000 евра кациката. Марче, ова е за цигата. Тајка цигата. Фала ти ме. Фала. Ја најголем поклон. Ова ќе биде за Снеже. Снеже, што ти стана? Ова е Сања за тебе, јато што Снеже ќе ни оди, ние ќе дареме подарок како ја најдеме и ова ќе биде Сања уште еден подарок за тебе, zato што навистина си ми драга и то чекам наскоро повторно, бо ти реков ми речи 1500 денари лав гуру да си купиш што сакаш Благодарам. и една убава играчка. Кој ќе се ватиш на пример дечко згоден, убав, атрактивен како мене, се надевам дека ќе Играчки за возрастни. Играчки за возрасти, јас сум возрастен, имам 20 година. Ова е емисија поддржана од Love Guru, Electric, Сиора и најслушаното радио во Македонија, Метрополис радио. Да Ја правиме- била највозрастен овде, требаше да добијам играчка за возрастни. Не, сила. Ти ќе Мене ми излаза ти ќе возрастна. добиеш, Марче, ти ќе добиеш од Love Guru исто така уште една убава играчка и ваучер од 1500 денари. Фала ви на сите, се гледаме и нареден вторник. Чао, чао од нас. Ти реков? Ми рече. Ти реков? Ми рече.